одиме на спортски теми. Денешната спортска тема ја обработуваме со господин Даниел Димевски, председател на Македонскиот олимписки комитет. Господин Димевски, добро утро. Добро утро, Саша. Јас морам да кажем дека прво многу генерално Олимписките игри треба да започнат негде на крајот на јули, 23 јули, ако не се лажам. Кажете ми, има најави, бидејќи практично до вчера се разговараше ќе се одлага, нема да се одлага, сега ова е дефинитивно. Дефинитивно ќе има Олимписки игри, на задоволство на сите нас. Она што се уште е дилема, веројатно во следните 5 дена треба да биде соопштено дефинитивно капацитетот на гледачи. Дали ќе ги има воопшто? Сметам дека ќе ги има. Прашањето е дали ќе бидат 30% или максимални 50% од капацитетите на спортските арени. Искрен да бидам, не следам точно каква е ситуацијата со короната во Јапонија во последниве денови, но гледам дека попуштаат мерките на сите спортски, да кажем, надпревари. Веројатно одат кон тоа да сепак пополнетоста ќе биде 50%, предпоставувам. Ние, Даниел, настапуваме со двајца фиксни олимпици годинава. Тоа се борачот Нуров и теквондистот Дејан Георгиевски, но имаме и неколку wild карти. Очекувате нешто од тоа да се оствари? Па ние веќе имаме потврдено 4 wild карти, значи 2 во пливање, 1 во атлетика и 1 во стрелаштво. Се бориме за уште една во карате, бидејќи имаме капацитет, меѓутоа не успеавме да обезбедиме норма. Така да, веројатно, во следните 3 дена, бидејќи 20 е дедлайн, ќе знаеме дали делегацијата ќе брои 6 или 7 члена. Па добро, тоа не е малку, мислам, за македонски прилики. На крајот, како течат подготовките, логистиката за патувањето и така натаму, се е ли во нормален ред? Она што би сакал да го споделам со вашите гледачи е дека после 2 циклуса без ниедна олимписка норма, значи Лондон и Рио, сега имаме 2 олимписки норми. Значи ги споменате борачот Нуров и Дејан Георгиевски во таеквондо и практички тие двајца не се само пласирани, него се и претенденти за медал. Значи не одиме со девизата Кубертенова, важно е да учествуваме, него овој пат одиме и по некаков спортски резултат кој што мислам ќе биде вовет во секоја следна наредна олимпијада. Се надевам дека нема да разговараме повеќе за wild карти, него ќе разговараме исклучиво за норми и за спортски резултати. Минатата недела се вративте од Атина. Таму имаше средба на Европските олимписки комитети, заправо годишно собрание, ако не се лажам. Имавте, предпоставам, густ распоред, средби со колегите од другите олимписки комитети во Европа. Ако не се лажам, подпишавме и соработка со Полска и со Шпанија поблиска со олимписките комитети. Точно, добро сте информирани. Значи, Конгресот беше изборен, значи учествувавме во избори и избравме нов председател на Европскиот олимписки комитет. Тој е господинот Спирос Капралос од Грција, наш пријател, поддржувач. Ние практично го потврдивме неговиот избор и беше тој и наш избор. И генерално, како вовед во таа одлична соработка која што имавме до сега, меѓутоа вовед во уште подобра во иднина. Најдобрата работа што ни се случи, што можевме да ја донесеме е да идниот конгрес на Европските олимписки комитети биде во Скопје, 2022 јуни месец во Скопје. Тоа значи дека севкупниот европски спортски крем од председатели, генерални секретари, председатели на сите најголеми спортски федерации национални, исто така и високи представници од ИОК, ќе бидат во Скопје 3 дена, што значи ќе имаме шанса прво да се представиме како сериозен олимписки комитет, да ја представиме државата како една фина, пријатна дестинација со компетенции доволно за да може да одржи таков еден мега спортски административен ивент, а некој сайт ефект сигурно ќе остане од сето тоа и некоја опрема, се надевам и некоја финансиска надокнада од целиот тој процес. Сума сумарум, еден навистина одличен ивент. Дополнение на тоа, ова што го наведовте, значи подпишавме 2 билатерални договори со исклучително моќни 2 олимписки комитета, тоа е шпанскиот и полскиот,
со нив веќе имавме соработка, меѓутоа сега ја продлабочивме, што значи дека ќе може да праќаме наши тренери на усовршување, ќе може да повикаме нивни тренери да работат со нас, сите нивни капацитети инфраструктурни да ги користиме и едноставно да гаиме блиски релации со некој кој што навистина е успешен во олимпискиот спорт. Даниел, после зимските спортски игри во Сараево, сега од тогаш веќе е помината цела една генерација, има ли шанса за некакво враќање на Олимпијадата, макар на балканските простори, може би во соработка со повеќе балкански земји, онака една децентрализирана Олимпијада, размислувате ли може би за тоа во некаква сега тоа мора да биде некаква подалечна иднина, бидејќи Олимписките игри главно конкурентите и главните кандидати се знаат барем 10 години однапред. Токму така, Олимписките игри за жал стана премногу скап проект и привилегија на многу малце супер богати држави. Ако видите дека и Јапонија мака мачи, значи меѓу другото и финансиски да ги поддржи, време е да се размислува. Впрочем, таков еден модел и јас учествував во креирање да повеќе земји организатори да се јават. Верувам дека тоа е реалноста и на Олимписките игри. Да се практички поделат на неколку коорганизатори. Меѓутоа за Македонија сметам дека за нас првото скалило е да влеземе и мислам дека во мојот мандат ќе поднесам таква апликација, ќе сторам се да ја добиеме, да влеземе во проектот наречен Европски олимписки игри. Тоа е за едно скалило помал ивент, меѓутоа исклучително значаен и мислам дека тоа би било супер сценарио што би можело да ни се случи. Тоа предпоставам би биле игри кои што се одржуваат помеѓу главните олимписки, помеѓу глобалните олимписки. Токму така. Тоа се игрите кои што се одржуваат како увертира на главните олимписки игри со малку скратен спортски програм, меѓутоа исто така многу значаен и многу добар спортски ивент. Тоа мислам за земја со наш капацитет и финансиски, и организацијски и население е мислам дека реален дострел во некое блиско идно време. Даниел, да се навратиме малку на Токио, бидејќи тоа е сепак оно што ќе го преокупира вниманието летово. Јапонците предложи една прилично строга програма во смисла на третманот на спортистите, начинот на дружењата. Дружење нема да има, колку што успевам да разберам. Ќе има висок степен на изолација, изолирани тренинзи, контролирани движења и така натаму. Има некаква промена во тој дел од програмата? Па сега, за сега нема, меѓутоа сите очекуваме, бидејќи онака како што ни ја презентираа, тоа повеќе личи на некаков да, ајде да не употребиме погрешен збор. Контролиран затвор, него некаков спортски ивент, меѓутоа еве да останеме позитивни, веројатно вирусов јењава полека и ќе ни даде шанса барем малце од малце и да поуживаме во процесот, а не само да го одработиме. Даниел, што правиме со фудбалот? Ќе влеземе во следното коло на Европското првенство? Па јас како непоправлив оптимиста секогаш во моите проценки кошаркарски овој пат го чувствувам истото и за фудбал, бидејќи ја гледам таа синергија помеѓу играчиве, тренеров, спортскава јавност, имаме игра, многу малце фали спортска среќа, таа се заслужува и мислам дека ние веќе ја заслуживме. Така да еден добар резултат нас не носи во второ коло и прилично сум уведен и дека тоа ќе ни се случи. Јас не сум никаков експерт за фудбал, ниту голем експерт за спортови, но бидејќи одамна гледам надпревари фудбалски, гледам македонска фудбалска репрезентација која има всушност ова што го говориш и ти, која всушност има идеја игра и која знае што прави на теренот во крајна линија без разлика на резултатот. Тоа одамна не сум го видел кај фудбалска репрезентација. Обично сме знаеле да се бркаме и да чуваме резултати, да се браниме да не примеме многу голови. Ова сега напротив, гледам една стратегија, гледам дека стои разработена тактика, тоа е предпоставам следното ниво кое што го достигнавме. Па да, нашата репрезентација веќе е составена од играчи кои што играат во сериозни лиги, сериозни надпревари и навистина тука се работи за европски квалитет.
И само прашање на време, ние се уште не сме свесни колку сме добри. Тоа ни фали, да станеме свесни. Меѓутоа и другите фактори, знаете, во спортовите има и различити други фактори. Фактор суди, фактор останати Публика, да. авторитети кои што треба да ве препознаат дека сте зрели за нешто повеќе. Така да тоа мислам дека е токму сега и ќе се случи. Даниел Димовски, председател на Македонскиот олимписки комитет, следното видување пред заминување во Токио е овде кај нас во студио, Даниел. Благодарам многу. Со големо задоволство секогаш се одзиваме на вашата покана, бидејќи навистина го промовирате спортот и ви благодарам за тоа. Се обидуваме. Благодарам многу. Даниел Димевски, председател на Македонскиот олимписки комитет.